По бројните прозивки, лидерот на СДСМ, Зоран Заев, конечно се изјасни за така наречената тиранска платформа. Вели дека даваат шанса за дебата, а за СДСМ да ја осуди или отфрли, прво треба да бидат убедени дека таа е штетна за државата. Апсолутно. Ке ми кажете прво што тоа е лошо во таа платформа, па после тоа ќе дебатираме. Повелете? Даваме шанса. Ние не бегаме од платформата. Неколку пати потенцираме. Имаме позитивен аспект на платформата. Сеќавате дека реков ние сме позитивни кон оваа платформа? Заев потврди дека ќе се носи нов закон за јазици, кој треба да ја унапреди употребата на албанскиот јазик, иако уверува дека тој ќе биде во рамки на уставот. Точно е дека ќе има закон со кој што ќе се унапреди употребата на јазиците на албанската етничка заедница и на другите етнички заедници. Но тоа ќе биде согласно уставот и согласно практичната потреба на граѓаните албанци, но и на другите помалку бројни заедници. Во однос на прашањето за името, Заев најавува дека новата влада ќе работи на негово решавање, а на крајот за него ќе се изјаснат граѓаните на референдум. Точно е дека ќе бараме решение на проблемот што Грција го има со нашето уставно име. Но одлуките ќе ги носиме во консензус со опозицијата, а ќе станат конечни по референдум на кој што ќе се изјаснат граѓаните. Точно е дека ќе сториме се што можеме да ја унапредиме соработката со сите наши соседни земји, пред се во интерес на граѓаните на Македонија, секако почитувајќи го интересот и на нашите соседи. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз и денеска потврди дека веќе нема никакви партиски платформи, бидејќи веќе има владина програма. Но наспротив ваквото тврдење, потпаролот на ДУИ Бујар Османи, пред 2 дена во интервју за телевизија Нова, истакна дека не станува збор за никаква владина програма, туку за програма на Социјалдемократскиот сојуз. За деталите на програмата на владата ќе се разговара откако ќе се добие мандат. Ние видовме одредена предлог програма која што е само рамка предложена од СДСМ, меѓутоа таму него нема делот на не е разговарано детално помеѓу политичките партии, меѓутоа тоа допрва кога ќе се добие мандат. И Османи, но и представниците на другите партии на албанците, кои му ги дадоа подписите на Заев за мандатар, не се откажуваат од ниту едно барање во тиранската платформа.